Почитувани граѓани, поминува веќе втор ден, а Министерството за надворешни работи официјално не реагира на срамното негирање на македонскиот јазик од страна на високи државни представници на Португалија. Државната секретарка за европски прашања на Португалија, Ана Паула Закаријаш, не зборува само во свое лично име. Таа не е ниту политичар во пензија, ниту пратеник од опозиција, ниту независен аналитичар. Таа зборува за македонскиот јазик како дел од бугарскиот, доаѓајќи од официјална позиција на Португалија. Таа се наоѓа на највисоко политичко ниво во Европа во време кога Португалија претседава со Европската Унија. Изјавата дека македонскиот јазик потекнува од бугарскиот не представува ништо друго, освен откривање на тајните и заткулисни игри кои Зоран Заев ги игра со Бугарија. Не треба да се заборават и неговите изјави дека јазикот кој се зборува во македонска Струмица и бугарски Петрич е еден ист јазик. Штом високи португалски представници, од кои доаѓаат предлози за разрешување на билатералниот спор за македонскиот јазик, зборуваат дека македонскиот јазик бил дел од бугарскиот, очигледно тоа било дел од преговорите кои Заев и Бучковски ги имале со бугарскиот претседател Румен Радев. Она што Зоран Заев веќе со месеци го крие од македонскиот народ е токму она за кое зборува Закаријаш во својот брифинг со новинари. Непротивењето на овој обид за создавање нов вештачки јазик од македонскиот јазик покажува на што се спремни полените од власта за да го заштитат своето лично богатство на сметка на македонците. Во исто време, македонското Министерство за надворешни работи молчи и не испраќа официјална нота до Португалија за поведението на нивен носител на врвна државна функција. Нема реакција до амбасадата на Португалија. Нема заштита на македонскиот јазик. Нема одбрана на македонските национални интереси. Почитувани, македонскиот јазик е темел на македонската држава. Јазикот е еден од назначаните постулати на државноста и идентитетот на народот. Секое непочитување и незаштита на македонскиот јазик од страна на носителите на најважните функции на државата представува кривично дело против државата. На владата на Зоран Заев не може да и се верува, кога вели дека ги брани македонските национални интереси. Затоа бараме: прво, веднаш и без одлагање, Министерството за надворешни работи да ја објави јавно комуникацијата со португалските колеги за да докаже дека протестирала за сквернавењето на македонскиот јазик. Второ, кабинетот на Зоран Заев да ги објави стенограмските белешки кои мора да ги имаат од средбата со бугарскиот претседател Румен Радев. Да видиме дали се преговарало за негирање на македонскиот јазик или се бранеле македонските национални интереси. Доколку власта остане нема на овие барања на ВМРО ДПМН, ќе сметаме дека изјавата на Закаријаш е всушност она за што преговарал Зоран Заев.